Со ова законско решение, на крај, значи морам да потенцирам дека со ова законско решение се врши и усогласување со законот за изменување и дополнување на законот за организација и работа на органите на државната управа од 2024 година во делот од терминолошки карактер во однос на усогласувањата на називите на министерствата во рамки на моделот на преодната влада. Затоа, согласно со член 175 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, од причина што не се работи за објавен закон, се предлага Собранието да расправа по предлог на закон по скратена постапка. Трета работа е тоа што законот за влада е дел од рамката, односно од листата на закони за реформската агенда. Со тоа што денеска на брзина, по скратена постапка, наместо во редовна постапка, сака да донесете закон за влада, нема да можеме да ги исполниме тие критериуми за реформската агенда. Бидејќи реформската агенда предвидува, како и за другите законски решенија, изборниот законник, нов закон за нов кривичен законник, и исто така и за нов закон за влада. Така да, мислам, нема потреба од никакво брзање во однос на носеното законско решение, да се вратиме на форматот на кој што разговараме за ова прашање, за кое што практично на барање на вашиот председател тогаш е донесено законско решение кое што го имаме исто консензус со политичките партии и преку диалог внатре во собранието да го вратиме. Благодарам. Започна од 20 јануари, кога Минчев не собра сите политички субјекти, ни го даде законот за да размислуваме и да разговараме за евентуалните измени кои што би можеле да се случат, затоа што и формално и неформално се изнаслушавме дека таа техничка влада, односно така наречена пржанска влада, е надминато решение и дека тоа треба да се смени. 2018 година ВМРО-ДПМН бараше одредени измени, меѓутоа мора да признаете, и јавноста знае, и медиумите знаат, дека ние и во опозиција баравме укинување на оваа техничка влада. И тоа е факт. После неколку месеци разговори, поединечни, заеднички, од страна на министерот Минчев, од страна на владата, барања, замолници, за да седнеме да разговараме за ова решение, од кое што вие панично бегате, не знам зошто, и морам да појаснам за македонската јавност, дека се работи за законско решение кое што ќе важи не од следните избори, него и од изборите после тоа, со што ви се дава сигурно себе, доколку мислите дека нешто не е заштитено по однос на изборниот процес, вие не дозволувате да почнеме со целата таа постапка. Предлогот на владата по скратена постапка да се донесе законот за изменување на законот за влада на Република Македонија го ставам на гласање, ве повикувам да гласате. Вкупно гласа 80 пратеника, од кои 67 гласа за, 13 пратеника гласа против и нема воздржани.